гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Голем пожар во Сопиште, топлотниот бран продолжува. Највисоки температури се очекуваат од средината на идната недела. Бројот на болни од западно-нилска треска е многу поголем од потврдените случаи. Епидемиологот Даниловски советува центрите за јавно здравје да прогласат епидемија ако нема резултат од превентивните мерки. Камионџиите пред нов проблем. Од септември остануваат без можност за работа во Шенген зоната. Регионален состанок во Скопје во вторник пред одлука за нова блокада на границите. 25 години од убиството на 10 бранители кај Карпалак. Многу ветувања без резултат. За починатите нема соодветно спомен обележја, за преживеаните нема права. Зеленски во Белград. Вучич е песимист за брз прием во Европската Унија. Украина нема време за песимизам. А во тема на денот вечерва за реалните бројки во туризмот разговарам со Владко Сулев, председател на Националната асоциација за дојдовен туризам. Станете со нас. Голем шумски пожар попладнево избувна на територијата на општината Сопиште. На терен делува екипите на противпожарната бригада, но и доброволното противпожарно друштво, како и авионите на Дирекцијата за заштита и спасување. Според последните информации, пожарот е ставен под контрола. Даниел Василев беше на терен. Пожарот кај село Чифлик од задната страна на водно ставен под контрола. Огнените јазици стигнаа и до првите објекти во селото, но брзата реакција на локалното население, скопските пожарникари и екипите на ДЗС спречија трагедија. Успеавме да обезбедиме брза реакција и како приоритет ги дадовме да ги спасиме објектите кои беа во непосредна близина. Успеавме во тоа, за наша среќа. Меѓутоа деловно пожарот е ставен под контрола, во делот каде што може да пристапиме од терен. Пред се спречи ширење кон соседните објекти, да се заштитат, а потоа се действуваше и во насока кон парк шумата Вонат, приведејќи во близина се веќе борови насади кои што се екстремно тешки за гасење при вакви температури и ветер. Откако од терен се направи обрач и противпожарните служби успеа да го пренасочат пожарот на терен на кој не може да се пристапи пеш или со возило, мораа да интервенираат тракторите на ДЗС. Скопските пожарникари денеска мораа да се подалат во интервенциите, бидејќи речиси во исто време гореше и во Волково на другата страна од градот. Беше пожарена Сува Тревах и ѓубриште, која се прошири за жал на една стамбена куќа, напуштена додушена куќа каде што беше опожарена. Голем дел од ресурсите ни беа насочени кон таа локација, но успеавме да се справиме и со оваа ситуација паралелно, така да за наша среќа немаме посериозно оштетување на опремата и техниката, немаме повредени колеги, тоа е најбитното. Со растот на температурите во топлотниот бран се зголеми и обемот на работа на противпожарните служби, па во просек дневно мораат да се справат со 15 на пожари на отворен простор. Надлежните бараат поголема внимателност и совест, зашто поради топлотниот бран кој ја погоди Европа и големиот број на пожари во Шпанија, Франција и Италија, можностите за барање помош преку Европскиот механизам за справување со пожари се драстично намалени. Даниел Василев, Сител телевизија. Да, со температури над 40 степен има портокалова фаза низ целата држава. Од ДУХМР најавуваат уште повисоки температури од средината на следната недела. Метеоалармот е вклучен, но и во вакви услови обврските мора да се завршат. Граѓаните велат дека ги почитуваат препораките. 5 минути на скопски асфалт и веќе барате начин како да стигнете до првата сенка. Фонтани, климатизирани простори и ладовина под дрвјата. Секој со свој рецепт против жештината. А температурите не попуштаат. Денес до 39 степени, а од среда термометарот може да покаже и 40. Цела Македонија е во портокалова фаза, па екипата на Сител излеза на терен за да провери како изгледа Скопје кога температурите се високи. Околу Пладне градот беше доста раздвижен. Некои со автомобили, некои пеш, трети на тротинет излегле од дома да ги завршат саботните обврски. Во моменти како денешниот, кога и краткото одење по улица станува напор, прашавме како Скопјани ја преживуваат оваа жештина. Еве, седам по цинка. Со ладна вода, шише вода у торба
и идеме се по сенка. Мораме да искочиме сега на пазар да пазариме. Многу топло е, ама мора да искочиме. Повеќе со клима, по-лесна облекла, повеќе течности и овошје, повеќе тоа е тоа. Да. Пиење вода, да не дехидрираме, внимавање или да не сме изложени директно на сончевите зраци, освежување, се што може да се примени. 10 до 12 од прилика максимум да се заврши. После тоа стварно не е можно да се шета. И дигиталните термометри покажаа високи бројки. Оние кои се директно изложени на сонце измерија 44 степени, а оние под сенка плюс 35. И екипите на итната медицинска помош се со полни рад за работа. Имаме во тек на 24 часа преку 200 повика во текот на две фактички смени, кои што се реализираат негде од 80 до 90 интервенции со капацитетот што ни е редуциран во службата, толку се успева. Најголем дел од тие интервенции се, значи, во голем дел од нив и на јавните места, имаме чести колапси, имаме сообраќајни незгоди се случуваат, топло време допринесува. Секако хроничните болни кои што влошуваат, кои што бараат помош, тука се, да кажеме, промени варијации во крвниот притисок, доста имаме настапи на мозочни удари, срцеви удари. Синоптичарите велат, топлото време ќе се задржи и следната недела, кога делови од Македонија ќе бидат и во црвена фаза. Веќе во вторник и во среда очекуваме и дневната температура локално да го достигне, а долж поврдарието и да го надмине 40 степен. Во однос на температурите, значи тие секако дека се над просекот за ова втора веќе декада од месец август. Исто како и денеска, така и утре ќе имаме попладневна локална нестабилност со краткотраен пороен дожд и појава на грмежи. Габриела Лескова, Сител телевизија. 28 годишен скопјанец со повреда на работниот мозок попладнево беше примен на клиниката за интензивно лекување, откако успешно беше транспортиран од Турција со владиниот авион. По повредата на 21 јули во Кушадаси, тој бил опериран во Турција на 23 минатиот месец, а од денеска лекувањето ќе го продолжи на скопските клиники. Пациентот се наоѓа во здравствена состојба која што бара интензивно лекување. Он ќе биде сместен во клиниката за интензивно лекување на нашата клиника Туари Луц. Со колегата и раководителот на травматологија доктор Арсовски ја прегледавме документацијата. Операцијата која што е направена таму е задоволителна и е добра. Повредата на работниот мозок, знаете дека е една од најсериозните повреди. Се надеваме дека после лекувањето кое што ќе остане кај нас, каде што ќе направиме дополнителни испитувања, ќе се вложиме со физикалната терапија во спиналниот центар во нашата земја и се надевам дека пациентот ќе успее оваа повреда да ја преброди, па ќе видиме понатака како ќе. Во моментов 17 граѓани се на болничко лекување со позитивен тест на западна нилска треска. Бројот на болни е многу поголем од потврдените случаи, вели епидемиологот Даниловски, и советува центрите за јавно здравје да прогласат епидемија ако нема резултат од превентивните мерки. Бројот на заразени со западно-нилска треска во земјава е многукратно поголем од 20 лабораториски потврдени случаи, смета професорот Драган Даниловски. Епидемиологот посочува дека 80% од лицата кои биле каснати од заразен комарец не развиваат никакви симптоми. Околу 20% имаат лесна клиничка слика проследена со нејасна температура, а кај помалку од 1% или 1 на 150 инфицирани се јавува тешка форма на болеста. Особено внимателни треба да бидат повозрастните лица, болните со хронични болести и особено оние со нарушен имунитет. И многу битно е да се каже дека ако се констатира, се појават висока температура, силна главоболка, кочанетост на вратот, дезориентација, дури изразено нарушување на свеста, мускулна слабост, треба веднаш да се побара лекарска помош. Пораката е едноставна, значи нема причина за паника, но има причина за
внимателност. Покрај личната заштита од комарци, доколку и локалните мерки со вонредни прскања не дадат ефект и бројот на болни продолжи да расте. Според професорот по епидемиологија, согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, потребно е да се прогласи епидемија во скопските региони каде има повеќе заразени, бидејќи болеста ја добиле тука. Центрите за јавно здравје, надлежни за одредено подрачје, имаат право автономно, внимавајте, инсистирам, автономно. Тоа значи независно и од министери, од Комисија за заразни болести, од Институт за јавно здравје и така натаму. Имаат право да прогласат епидемија на своето подрачје, ако за тоа се исполнети одредени стручни критериуми кои што се јасни. Дури ако се закани опасност од ширење на епидемијата, а за тоа на скопско ниво во Драчево, да речеме, да се исполнети критериумите, дури ако епидемијата се заканува да биде проширена и на други региони, тогаш се вмешува централната власт и прогласува епидемија на пошироки подрачја. Во моментов 17 пациенти се на болничко лекување со потврдена западно-нилска треска. Тројца се уште се во тешка состојба поради воспаление на мозокот и се на интензивна нега на инфективна. Според Европскиот центар за превенција и контрола на болести, оваа година во Европа пријавени се 241 случај со западно-нилска треска, најмногу во Италија, Грција, Шпанија и Македонија. Александар Динев, Сител телевизија. Камионџиите пред нов проблем. Од септември остануваат без можност за работа во Шенген зоната. Регионален состанок во Скопје во вторник пред одлука за нова блокада на границите. 25 години од убиството на 10 бранители кај Карпалак. Многу ветувања без резултат. За починатите нема соодветно спомен обележја, за преживеаните нема права. Превозниците најавуваат можност за нова блокада на границите ако не се најде решение за нивниот проблем. Од септември се соочуваат со опасност ниту еден од нив да не може да влезе во Шенген зоната. Септември може да донесе сериозен проблем за македонските камионџи. На голем број возачи им истекува дозволениот престој во Шенген зоната, а решение за нивниот статус се уште нема. Превозниците стравуваат дека ако не се најде начин да продолжат да влегуваат во Европската Унија, транспортот ќе биде сериозно намален, што може да се одрази врз увозот и извозот. Токму за ова во вторник во Скопје ќе разговараат превозниците од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Целта е да ги усогласат барањата пред најавената директна средба со работната група на Европската Унија. Едно од можните решенија е Хрватска од есен да почне да издава визи. Но за сега не е јасно дали би важели во останатите земји од Шенген. Ние сакаме, ако веќе биде тоа, да се овозможи и една држава од Шенген зоната, ако издаде виза, да важи за сите други држави, меѓутоа за жал за сега не е така. Последици од недостигот на возачи, вели Муратовска, нема да има само транспортниот сектор, туку целото стопанство. Кога ќе се преполови транспортната флота, тоа значи ќе има застој во увозот, во извозот, бидејќи нашата држава во 96% случаи увозните и извозните производи ги превезува преку патниот сообраќај. Муратовска вели дека јануарските блокади биле крик на очај и сега не сакаат со нови протести, дополнително да и наштетат на домашната економија. Сепак, доколку нема разбирање од Европската Унија, блокадите остануваат на маса. Поради водостојот на реките во Западна Европа доаѓа до прекин на ланецот на снабдување поради неможност бродовите да се движат. Што значи представниците на Европската Унија треба малку да се замислат и да најдат соодветно решение да не доведе до целосен колапс на континентот, не само на нашиве држави. Во јануари годинава, камионџиите од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора 4 дена ги блокираат товарните терминали на границите. Протестот заврши откако Европската Унија презентираше визна стратегија со која се остави простор да бидат изземени од новиот електронски систем за влез и излез од Шенген. Половина година подоцна, камионџиите и натаму се во иста категорија со туристите, па во период од 180 дена не смеа да надминат 90. Воспротивно, добиваат црн печат и забрана за влез во Унијата. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Поминаа 25 години од убиството на 10 бранители кај Карпалак. Низ годините имаше многу ветувања, но без конкретни резултати. За загинатите нема соодветно спомен обележје, а преживеаните не ги добија правата кои ги заслужуваат. 25 години наместо пред грандиозен споменик се поклонуваме пред обична плоча. Ниту една партија на власт досега не собра храброст да изгради достојно спомен обележје. Се чувствуваме како ние да сме терористи, а не тие кои што ја нападнаа државата. Овие пораки, денеска од местноста Карпалак, револтирано ги упатија бранителите, кои го преживеа крвавиот масакар во 2001, кога беа убиени десетмина прилепчани од страна на терористите. Бранителите се пожалија и на тоа дека тие како делегација последни положуваат цвеќе на спомен обележјето на Карпалак. Жал на Македонија, без разлика кој ја води. Ниеден не собра храброст или сила или да го искажат свој патриотизам кога чуваат да изградеа едно спомен обележје. Нашите патриоти во народници што се на власт се сеќаваат на нас само 10 минути во текот на цела календарска година кога ќе дојдеме овде. 25 години се молиме, никој не прашал како живеете, да нешто ви треба. Не, ние сме начисто, а како да речем не третираат како терористи. Честување денеска имаше и во Прилеп, во центарот на градот пред споменикот на загинатите. Како што хероите на Карпалак несебично застанаа во одбрана на државата, денес сме должни со иста таква посветеност, решителност, но и мудрост да се соочиме со сите предизвици кои ги носи сегашноста, но и иднината. Жртвата на бранителите ни дава обврска и храброст да успееме во тоа, а нашата цел и успех е само една – европска и просперитетна Македонија. Претходно во Прилеп се одржа и положување на цвеќе на вечните почивалишта на бранителите и панихида за нив во црквата Света Петка. За Сител Дарко Штарговски. Православните христијани денеска слават Света Петка во Охридско-Велгошти, па култот кон оваа светица е голем и се одбележува масовно. На традиционалното одбележување на празникот беше колешката Нина Ритоновска. Велгошти синоќа и денес беше претесно да ги собере верниците кои се поклонија пред Света Петка, заштитничката на селото. Отец Павел вели дека култот кон оваа светица е голем и традиционално се одбележува масовно. Овој манастир е посетен не само од верници од земјава, туку и од диаспората, има и туристи кои се интересираат за духовноста и културното богатство. Многу е посетуван из целата година, многу голем култ и секако и самата светителка. Празнуваме ние сите Свети Петки, ама манастирот е посветен на Света Петка Римјанка, која е манастирска слава. Света Петка многумина е сметаат за заштитник и се верува дека има чудотворна моќ, таа им помага на жените, децата и старите лица. Голем број верници традиционално се собираат во манастирот Света Петка во Велгошти, палат цвеќа и се поклонуваат пред светицата. Овој празник за нас е една голема традиција. Мештаните од село Велгошти помагаат припремните пред денот, за денот. Портите на Велгошта низ овој ден кога се слави манастирската слава се отворени за сите посетители. Оваа црква е посетена од посетители верници, тајде така да кажам, не само од Македонија, ами и пошироко од балканските простори, па дури и од прекоокеанските земји. Пред неколку време имавме Шведска, имавме дури што ноќеваше една девојка од Норвешка. Инаку манастирот Света Петка е сместен недалеку од Охрид Потилинска планина, на самата падина од Ридот Олмец на селото Велгошти. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва разговарам со Владко Сулев, председател на Националната асоциација за дојдовен туризам. Господин Сулев, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот на Сител. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Бројот на странски туристи во земјава стана многу актуелна тема изминатиот период, особено по изјавата на премиерот Мицкоски, кој што, повикувајќи се на податоци на Светска банка, вели дека бележиме раст на 40% на бројот на странски туристи во државата. Зашто точно се работи? Реални ли се овие бројки? Вака, имаме раст на странските туристи во првите 5 месеци официјално по Завод за статистика, но тој раст на туристи, на странски туристи е околу 5%, а тоа што кажа премиерот е раст во споредба на пристигнувањата на двата наши аеродроми на патници, имаме раст од 40% во споредба со минатата година. Значи тоа се патници кои што од странство стигнале во
во Македонија. Не мора да значи дека се странци, може и да се домашни кои што патуваат. Значи имаме 40% зголемување на патниците кои што ги користат нашите аеродроми. Значи тоа е процентот на кој што се повикува премиерот. Ги гледам официјалните податоци на државната статистика. Велат во периодот од јануари до мај 4,9%. Сега премиерот излезе со некои последни неофицијални информации дека е зголемена ова бројка во јуни. Сепак наредната недела ќе бидат објавени тие податоци, ќе видиме за што точно станува збор. Според официјалните податоци на државната статистика, најголем број од туристи се од Турција, следи Германија, Србија, па Бугарија. Меѓутоа мене ме интересира какви туристи најчесто доаѓаат во земјава, дали се тоа транзит туристи, туристи кои што користат годишен одмор во државата, или пак се работи за оние познати регионални тури? За жал, трендот во после ковид имаме тренд на намалување на престојот на туристите во нашата држава и во најголем дел се тоа тури кои што ги нарекуваме така наречени балкански тури, од кои што 2 до 3 ноќевања се во Македонија. Така да тоа е плод и на исто така и на тоа што се случува на светскиот туристички пазар, но исто така и треба да видиме ние кои пазари би требало кои што порано користеа стационари и престојуваа подолго, да видиме како би можеле да ги анимираме и да ги вратиме назад некои од пазарите. Дали да направиме анализа дали имаме исцрпување на некои пазари, затоа што тие пазари не се постојано не можат да растат, се разбира, или да видиме како би можеле да отвориме нови пазари. Но во секој случај има пазари кои што може да останат повеќе, затоа што тоа што го нуди Македонија е моментално нештото кое што го бараат модерните туристи. И ние треба да се свртиме како што сега се свртивме последниот период, промоција во скандинавските држави, промоција во Велика Британија, во туристи кои што ќе имаат додадена вредност, кои што ќе останат подолго и кои што нашата држава ќе има поголем бенефит. За мене најважно е кога ќе пристигне турист, колку во синџирот од нашите партнери ќе бидат вклучени. Колку повеќе партнери вклучени, толку поголем бенефит за државата. Тоа е клучниот момент кој што треба ние да го мериме. Сега како туристички сектор, како луѓе кои што работите во секторот, кои туристи се најпосакуваните? Од кои туристи најмногу има ќар и државата и бизнисот? Па јас ги напоменав некои од емитивните пазари кои што би сакале да ги привлечеме, би сакале да ги анимираме, да ги имаме. Видете, ние не можеме да исклучиме никој од пазарите кои што ги имаме. Но можеме да се насочиме и во следниот период да анимираме, да привлечеме туристи од кои што ќе имаме додадена вредност. Тоа се и светските стандарди, тоа се и сите наши соседи што го прават. Сега, ако до сега беше трендот да се бориме за бројки за зголемување на бројот на туристи, сега е тенденцијата да видиме колку што е можно да анимираме поквалитетни и поплатежоспособни туристи. И колку подолго можат да останат во држава. Да успееме да ги задржиме. Затоа што ние веќе имаме некој пилот, да речеме, успешни проекти, еве да кажеме, ние не сме позната зимска туристичка дестинација, но имаме еден сегмент од тоа фрирайд скијањето, кое што носи годишно по 5000 туристи на шапка, и кои што оставаат по просечно од некаде од 2,5 до 3.000 евра за престојот кој што е од 5 до 7 денови. Така да, ние можеме такви ниш пазари да ги анимираме, да ги добиеме и да донесеме бенефит за нашето за целото општество. Не зборам, туризмот има мултипликативен ефект. 1 евро потрошено во туризмот има пута 3. Така да, значи кога туристот ќе потроши 1 евро, целиот тој ефект се шири на минимум 15 други индустрии кои што се поврзани со туристичката индустрија. И затоа јас секогаш велам, шансата на Македонија е туризмот. Шансата е ние да добиеме повисока цена на нашите земјоделски производи преку туризмот. Шансата е ние да добиеме, да ги задржиме занаетите преку туризмот. Да можеме да ги задржиме младите исто така преку туризмот. 25% од вработените во туристичката индустрија се млади, за разлика од сите други индустрии кои што е 13%. Така да, сите овие работи, туризмот е еден од најдоходновните за девизен прилив, најдоходновната индустрија
со директен девизен прилив, зелена индустрија, така да сите бенефити можеме да ги наброиме кои што ги нуди, кои што ни ги дава туризмот, и ние треба туристичката индустрија многу посериозно да ја гледаме. Да, меѓутоа освен бизнисот, се ова што го споменавте вие, колку гранки имаат корист од туризмот, корист има и државниот буџет, се полни и државната каса. Меѓутоа од друга страна, колку државата ви помага за привлекување на туристите? Сега би искрено да ви кажам дека имавме еден вакуум период од 10 години кај што еве една споредба да ви кажам, ние после 10 години ова година прв пат се враќаме на најголемиот саем во Лондон, World Travel Market. Тоа е еден од двата, ако не и најголемиот и најзначаен саем за туристичкиот бизнис. Радува дека има поместување, значи од ова година формирани се тела, работи Советот за туризам после долго време. Од минатата година беа земени од секторот програми, беше сослушан секторот, вклучен е секторот, беа направени први промотивни активности заедно со државата. Значи кога нешто треба да го пофалиме, навистина треба да го пофалиме. Бевме на роучоу и го поддржаа во Осло и во Хелсинки. Сега имаме исто така фам трип промоционална тура за 11 странски туроператори од Норвешка и од Финска кои што ќе дојдат во октомври. Државата прв пат ќе направи нешто што до сега не било направено, значи потврдено е учество на ITB Азија, тоа е најголемиот саем во Азија, кај што азискиот пазар е исклучително важен за да ја продолжиме сезоната, затоа што тие патуваат ноември, декември, јануари, февруари. Така да работите би сакал да се движат многу побрзо, но би сакал да кажам дека е вратена соработката, секторот повторно е на маса и третиот сегмент што би сакал исто така да го напоменам е моментот што се започна со изработка на стратегијата за туризам. Ние од 2021 немаме стратегија за туризам и сега начинот на кој што се прави е правилниот начин. Избрани се професори од трите македонски универзитети за туризам. До сега беа посетени скоро сите реони, останаа Скопскиот и Охридскиот, се слуша секторот. Мислам дека конечно ќе имаме една стратегија која што доаѓа од самиот сектор и секторот исто така има директен удел. Тоа е правилниот пат и се надевам дека откога ќе се изгласа стратегијата, акциските планови ќе бидат уште поенергични, уште посилни и би имале еден правец кој што сите ние како туристички сектор и како општество би го следеле. Што е клучно за секторот да биде дел од таа стратегија? Вака, делот со промоцијата го кажав, значи се променија доста од работите. Ние имавме доста сериозна промоција до 2015-2016 година, но сега коментари во јавноста, ние гледавме скапи кампањи, реклами на Македонија на странски телевизиски канали, на CNN, многу државни пари се потрошија. Реално имаше ли ефект од тие? Се разбира, ние сите овие години, значи туризмот е маратон. Туризмот, ова што го правиме ние во Скандинавија, ќе ги донесе првите резултати 28, 29, 30 година. Значи тоа што го правите сега ви ги носи плодовите за неколку години. Така работи туристичкиот пазар. И затоа тоа што ние го имавме како кампања, ние организиравме Adventure Next event кој што не стави на насловна страна на најпознатите списанија од Lonely Planet, од Wanderlust. Така да ние добивме доста со тие кампањи, искрено, но не смееш да никош промоцијата не е доволна. Значи без промоција туризам нема, искрено. Никој не може да каже искрено дека тоа ќе вроди со плод, но вие мора да бидете видливи, мора да постоите на пазарот и секоја промоција тоа е амбасадор на државата. Значи не може да биде во негативна конотација, искрено. Од друга страна, имаме ли што да понудиме во Македонија? Се разбира. Што е најбарано во држава од странските туристи? Да, најбарано се културните, нашето културно-историско богатство, значи тоа предничи пред се навистина во Македонија исто како да патувате низ времето. Така да тоа е нештото на една мала територија, имате толку различни временски периоди и тоа од буквално од римскиот период, археолошките локалитети кои што се од непроценливо богатство, византискиот период, потоа имате отоманскиот период, значи брутализмот, значи имате една буквално приказна луѓето, гостопримството. Луѓето се фасцинирани од тоа што од интеракцијата со локалното население, колку ние знаеме да ги пречекаме и угостиме гостите.
исто така храната. Јас секогаш мислам, сум фасциниран како тие еден французин, еден италијанец ќе не пофали за тоа каква домашна природна храна имаме. Значи, ни се случува на патувањата да добиеме фидбек, ревјуа, кај што тие ни пишуваат, иако турата која што ја купивме беше културно-историска, ние доживеавме и гастрономско искуство. Значи, тоа се работите кои што ние треба, и тука еве ме праша ти каде треба да се насочиме. Сериозна промоција, промоцијата никош не е доволна. Значи секојаш треба да имаме сериозна промоција. Промоцијата не е ова година, сега 10 години исто ќе правиме. Секоја година треба да се договара и период, акцијски планови 4-5 години. Овој пазар да се нападне друг пазар, значи тоа не се повторува, сакам да кажам. Значи се настапува на различни пазари за да се анимират колку што е можно повеќе гости да ни дојдат. Од друга страна исто така треба да работиме на развој на производите. Значи ние треба да им помогнеме на нашите сограѓани, државата да направи систем, се надевам тоа ќе биде пресликано во стратегијата, кај што ќе можеме тие што се агроеко туризам или селски домакинства во Словенија ги има 1000 кои што функционираат. И тоа беспрекорно, и можете сега во август да не најдете слободен слот да ги посетите. Така да, имаме потенцијал во тој дел и ние треба да им помогнеме да успеат да ги насочиме, да создадат услови да ги пречекуваат гостите. Виното е наш голем адут, македонското вино е навистина нешто со кое што може да се гордееме. Така да, природата, 70% ние сме планинска држава, ги фасцинира и природата. Така да, имаме што да дадеме, убаво спакувано, во убави приказни, наменски за секој пазар, затоа што секој пазар има своји мотиви за што патува, и ние, тоа е рецептата на успех кој што ние можеме да испорачаме. Колку сме конкурентни? Постојано гледаме критики на социјалните мрежи од домашните туристи во однос на тоа колку е скапо во Охрид, колку се скапи угостителските рестораните во Охрид. Конкурентни ли сме на пазарот за странските гости? Јас дефинитивно сметам дека Македонија има коректни цени, доста конкурентни, и дека во тој сегмент искрено не можам да кажам сега, не би било фер да кажам за забелешките. Единствено вака, ние мора да разбереме дека Охрид е нашиот бисер. Охрид е национално богатство. Охрид е нашиот Дубровник. Така да нормално е таму да биде во рамките на некоја нормална поскапо. Сега, очекувањата на нашите сограѓани, значи, јас ги разбирам, и секој бара за своите средства да добие повеќе. Така да, не сметам дека ние како дестинација сме нешто поскапи, напротив, моментално ние со Албанија и да речеме и Србија сме едни од најконкурентните на пазарот и на Балканот дефинитивно како туристичка дестинација. Така да, многу се важни мотивите зашто патувате. Значи, ако патувате за плажа или за одмор, не може да го споредувате Охрид со некои други одмаралишта, примерно. Ако патувате да поминете еден убав викенд, да доживеете едно друго искуство, затоа што во Охрид не се само плажите, значи сето тоа културно богатство, се околу Охрид имате и гастрономски искуства, како имате Шато Орман во селото Орман, имате во Рамне да готвите заедно со пирустија недановски. Така да не е Охрид само тоа што сакам да кажам, има и други работи кои што може да ги доживеете и да добиете едно поинакво искуство кое што можеби тогаш ќе ве убеди дека тоа што сте го платиле сте го добиле. Вреди сумата која што сте ја дали. Сега од друга страна слушаме поинакви размислувања. Сите бевме некако задоволни гледајќи ја сликата околу празничниот викенд за 2 август, колку беше полно во Охрид, какви гужви имаше во улиците, меѓутоа и во рестораните и на плажите, но гледам дека се објавуваат информации од како заврши празничниот викенд, продолжениот празничен викенд, се празнат улиците во Охрид. Дали Охрид се претвара во празнична дестинација, викенд дестинација или постојано има гости? Јас мислам дека како сега што има Охрид
долга сезона никогаш немал. Еве јас кога почнував да работам во туризмот 2006-2007 година во Охрид зимно време работеше еден хотел. Значи сега повеќето хотели работат целогодишно. Значи септември, октомври, мај, јуни, па и за великденските празници Охрид и капацитетите, хотелските, зборувам за хотелските капацитети се поприлично исполнети. И ние трендовите се во различна насока сега. Значи, барањата на новата генерација, Зен и така натаму се други барања. Значи, тие патуваат на друг начин. Трендовите и на светско ниво сега се намалува престојот, одморот се дели на повеќе помали одмори на еден начин да кажам. Значи, ако порано семејствата патувале еден одмор 14 денови, сега тие патуваат 5 пати по 3, 4, 5 дена. Така да не е само дека тоа што се случува, што му се случува на Охрид, му се случува само на Охрид, значи и на други дестинации им се случува истото нешто и затоа ние мора да разбереме дека ние сме мала држава. Ние мора да бидеме малку повеќе адаптивни. Не може да бидеме, од секојаш било така, па ќе продолжи така. Нема да продолжи така. Мора да видиме да се соочиме со тоа што се случува на светско ниво и да се адаптираме што е можно побрзо, да анимираме клиенти кои што ќе ги донесеме и кои што нема само да бидат во тој празничен период. Сулев, благодарам многу за гостување. Ве благодарам.